првично, после многу долг период, сватив дека нешто не е во ред и дека можда е мобинг. Април, точно и датата ќе ви ја кажам, 28 април 2016 година. Тој ден, значи, после и покрај моите многобројни слободни денови, спазан на прековремено работно време, одработено. Мајка ми имаше тешка операција на во главата. И само и покрај се земав не слободни денови, туку земав поледување од 5 дена, пошто се вратив на работа на 28 април, пресветна, за частка. Кога стигнавме кај генералниот, тука само видов дека се наоѓа менаџерката на човечки ресурси, ние две, значи генералниот, се поздравивме и генералниот мене ме праша каков проблем имам и како може да ми се помогне и ми понуди да ми даде решение да земам во наводници, не е таа одмор, него да земам пауза од некои 3-4 месеци, каде што ќе имам решение за порано се велеше тоа пул, а сега разни услуги, тоа е врата пред шут. Дури сега сваќам дека сум била клеветена, за мене се измислувани приказни, сум била пресувана во светло во кое што воопшто не било коректно за мојата работа, за мојата поднесување. Мобингот е систематски убиец, тивок убиец на личноста, на работникот, на неговиот интегритет, достоинството, на неговото работно искуство, на сето она што го сторил претходно, на сето она што вложил. И не само на тоа, на неговото ментално, на неговото психичко здравје, неговата понатамошно ангажирање и вложување професионално. Едноставно, мобингот и затоа сум ви многу благодарна што ме поканивте во вашиот проект, затоа што сакам негде каде да се искажам и да се чуе гласот и барам помош и поддршка. Не само за мобингот, бидејќи мобингот целта на мобингот или отказ на лицето или да ви дадат отказ. Мојот случај беше да ми дадат отказ и тоа се види уште во веднаш поднесов согласно законот за вознемирување, заклучивме дека е мобинг, одземањето на ингеренции, тивкиот начин на уништување на угледот, тивкиот начин на одземање на многу работи кои што можда мене ми одзема и животната средина, беше делено и на колешката и многу други работи, значи. И тивко ми беше исто укажувано од неа како дори одеше до тој степен кога ќе одам на некои семинари или конференции, дека сепак треба да се оди на конференција од страна некој поугледен, а не од други луѓе како јас или од колегите. Тужев за мобинг. Во меѓувреме, бидејќи како што следи постапката за дисциплинската постапка или за отказ, тука дадовме со адвокатката исто постапка за до претседателот на бордот, каде што се решава. Значи, таа постапка доцнен одговор се добива после 8 дена со доцнење. Сето беше неправедно, одиме ние на суд. Значи, јас тужам и за отказ. Отказот ми доаѓа додека сум на одмор во февруари 2017 година на годишен одмор, што е законски по работни односи, значи автоматски ништо. Нема никаква основа. Пред се нема никаква основа ни за отказ. Јас си вршев контрола која што ми е законски од Законот за безбедност и здравје при работа мене задолжително како дел од работни и одлуката обврските. Што се дешава? Значи, тече судскиот процес. Првично одеше за мобинг,
ми беше доделена судика и одеше одлично. По АКМИ системот со сите законски прописи бев воодушевена од судиката. Нема да го спомнувам сега името, каде што имаше и звучни записи, се одеше по закон. Судиката побара и супер вештачење, бидејќи во истиот тој судски пропис, поради ароганцијата на Моберот беше од судиката избркан, одеше следното рочиште за отказ. Во тоа рочиште исто така таа судика веќе скоро и ми беше, мојата адвокатка, значи сите докази беше 90% да, на мојот. Тоа е очигледно, мислам, се гледа, не мора секој што го знае законот за работа си ќе го заклучи. Меѓутоа, што се случи? Одиме ние на рочиште за сведоци, каде што јас сум единствениот сведок за отказот. АКМИ системот влече друг судија, ајде, викаме во ред. Сведочам таму, помина како што помина, тоа не беше сведочење, без тонски запис. Значи, јас не сум запозната, никој, ни мојот адвокат не е запознат, дека нема тонски запис. Тоа е противзаконско. Значи, треба да се одложи судењето или да се најде друг начин. За да, после известен период, кога доаѓа другото судење повторно за мобинг, по случајност, истата судика, која што ми ја влече, доделија оваму самена, ми ја влечет и за мобинг од АКМИ системот, која што така, каде што повторно нема тонски запис, меѓутоа, судиката пред се дозволува да биде навредуван мојот вештик. Тврди дека јас сум 20 и кусур години во депресија, што нигдека нема, ако има таков случај. Не би можела пред се да работам, значи правиме прегледи пред се. Не би можела да напредувам по работата, тоа е една работа. А втора работа е на крај, имам записи некака документација здравствена. Пушта судиката ја напушта канцеларијата, бидејќи со изговор дека она не е баш за мобинг, нема познавање, едно 10-15 минути ја нема во судницата, што е во сите прописи. За кратко време мене да ми стигне прво пресудата за отказ, каде што е доделена во корист на Моберот, подоцна и за мобинг, доделена во корист на Моберот. Значи, што се однесува, одиме на апелација веднаш. Значи, јас сум тоа решена. Одиме на апелација, отидовме на апелација. Значи, за Моберот се реши за месец и пол, другиот процес еве. И сега ургенција праќаме со мојот веќе втора година чекаме од апелација. Морам да нагласам дека јас ова нема да го застанам и покрај, бидејќи мојот углед и угледот на семејството, здравствената состојба, мојот професионален углед, сето тоа екзистенција, до извршители дојдовме и сето тоа е, значи, уништено, уништуваат живот, нема да застанам, идеме устреля.